ова издание. Стејт Департментот му ја честиташе победата на Стево Пендаровски за нов претседател на Северна Македонија. САД се силен партнер. Политичкиот аналитичар Мерсел Билјали за Гласот на Америка. Северна Македонија се движи во добра насока кога се во прашање евроатлантските интеграции. САД над 20 на кандидати меѓу демократите во игра да се соочат со претседателот Трамп на изборите следната година. Зошто толков број и кој е фаворит? Ќе ви кажеме повеќе, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. САД му ја честитаат победата на избраниот претседател Стево Пендаровски, соопшти Стејт Департментот. Очекуваме да соработуваме со избраниот претседател Пендаровски, владата, сите политички партии. Во време кога Северна Македонија се подготвува да стане 30-та членка на НАТО и да ја унапреди иднината во Европската унија, се вели во соопштението на Стејт Департментот. Во продолжение, вестите на денот. Еден ученик е убиен, 8 мина ранети во напад во средно училиште во сојузната држава Колорадо во САД. Напаѓачите биле двајца ученици кои биле вооружени со пиштоли и друг вид оружје. Од Белата куќа изразија сочувство за загубениот живот и за траумата со која се соочиле учениците и блиските. Училиштето се наоѓа на десетина километри од средното училиште Колумбајн, каде во 99-та двајца ученици убија 13 лица. Државниот секретар Мајк Помпео е во Лондон, откако Иран објави дека ќе престане да почитува делови од нуклеарниот договор, од кој САД се повлекува пред една година, кој го спречува Техеран да произведува нуклеарна енергија во рок од 15 години. Помпео патува во Лондон откако ја откажа посетата на Германија со цел да оствари ненајавена посета на Багдад, каде ги предупреди иранските официјални лица да не спроведуваат напади врз американските интереси на Блискиот Исток. Комитетот за правосудство во Представничкиот дом одлучува дали да му нареди на главниот правобранител Вилијам Бар да го предаде целиот неревидиран извештај од специјалниот советник Роберт Мулер. Извештајот се однесува на истрагите за евентуалната руска вмешаност во претседателската изборна кампања во САД 2016. Дали гласачкото тело на етничките албанци во Северна Македонија абстинираше? За ова и за други прашања кои се наметнуваат по изборните резултати во државата, Лилица Китановска разговараше со професорот и политички аналитичар Мерсел Билјали. Господине Билјали, време е за анализа на изборите. Има лекции научени, има погрешни потези, има вистински потези. Како вие ги толкувате? Сепак е позитивно, значи во комплетно на тоа што е наш амбиент и внатрешен и меѓународен и регионален. Мислам дека сепак се движиме во добра насока, особено кога се опрашање евроатлантските интеграции кои се од витален значај, значи од екзистенцијален значај за наша држава и тоа се движи во добра насока. Нормално дека има многу што да се направи, особено во сферата на економијата. И мислам дека ова го велите во добра насока, го базирате на резултатите на претседателските избори? Ја мислам дека го базирам на расположението на луѓето да ги поддржуваат тие постапки кои се мисле дека многу се чувствителни, дека секој политичар кој настојува да ги решава тие ќе заврши многу лошо, многу драматично, што и не се потврди. Ја мислам дека овој резултат што го имаме повеќе е некакво незадоволство од премногу затвореност на СДСМ, што знае салонски да владее, што е лошо, значи треба да биде поблиску до луѓето, со нивните проблеми, да им помогнете колку што може, да ако не можете им објасните дека така, а не да им ги затворите телефоните, тоа е многу лошо. Во една прилика вие кажавте пред неколку месеци дека ДУИ треба дефинитивно да оди во опозиција. Дали уште сте на тоа мислење, со оглед на тоа што ДУИ застана зад кандидатот кој што народот го избра за председател? По тоа ќе беше волшебен леп и за државата и за нив. Ја мислам дека предолго се на власт и колку отприлike 20 години. Значи да не видите опозиција и у демократска држава, тоа е многу штетно. За
албанското гласачко тело. Мислите дека абстинираше поголем дел во овие избори? Не, напротив, мислам дека во голем процент се излезени, но мора да се согласиме со реалноста што државата или власта не ја знае дека голем дел од и младите и тие кои се во средни години се заминати надвор. И тоа посебно овие 4-5 години, значи масово, ја може да ги кажам дека ево моето Чегране, кај што според евиденцијата има околу 9000 жители, реално нема ни 3. Северна Македонија добива председател консенсуален, што значи дека е поддржан од власта. Контролата во парламентот се разбира дека е во владеачката коалиција. Мислите дека тоа е добро за една демократија? Не, ако не се балансира власта, тоа не е добро за никого, ни за демократијата, ни за опозицијата, дури ни за власта. Но ние сме во една посебна чувствителна фаза кај што ни треба голема енергија за да ги надминеме овие проблеми. Дел од тие веќе се надминати, значи, а во блиска иднина стварно јас посакувам да имаме еден баланс. Од балансот е контрола или меѓусебна контрола на власта, на политички сили кои стојат во последно. Ви благодарам, господине Билјали. Ньюсфлешот го завршуваме со интензивирањето на изборната трка 2020 во САД. Поранешниот потпредседател Џо Бајден води меѓу демократските кандидати според ново истражување по формалното приклучување во трката за председател. Тој директно го предизвикува председателот Трамп уште во оваа фаза од кампањата. Нагласува Джим Малоун од Вашингтон. Joe Biden, the next president of the United States of America. Поранешниот потпредседател Џо Бајден имаше топол прием на неговиот прв митинг во Питсбург и без омнежи најави дека главна тема во кампањата ќе му биде политиката на Трамп. Треба да им кажеме кои сме ние, дека демократите и независните избираме надеж наместо страв, обединетост наместо поделби и најважно вистината над лагите. Вака размислуваат поддржувачите на Бајден, како Марша Вилијамс. Мислам дека Џо Бајден е човек со искуство, добар човек со искрено срце. Тоа ми е важно. Председател Трамп исто така има интензивна кампања. Ова е митинг во Висконсин. Демократите сега се партија за високи даноци, за висока стапка на криминал, за отворени граници, за абортус по третиот месец од бременоста. Републиканците се партија за сите американци. Тоа е разликата. Трамп преку Твитер го нападна Бајден за возраста, иако и обајцата се во 70-тите години од животот. Јас сум млад, енергичен. Не сум сигурен дека е таков Џо. Бајден моментално води меѓу 20 демократски кандидати. Зад него е сенаторот од Вермонт Берни Сандерс. Сандерс е меѓу демократите кои што сметаат дека се потребни драстични промени. Наша задача не е да ја освоиме белата куќа, туку да ја трансформираме економијата и владата. Демократите може да избираат во разноликото поле на кандидати за 2020, кои што вклучуваат неколку жени како и лица од малцинствата. Но тие исто така бараат силен кандидат со шанси да го победи Трамп, смета експертот Бил Свини. Имаме најразновидно поле во историјата на земјата и демократските гласачи имаат голем избор. За сега, за многу демократски гласачи, тој избор значи глас за Бајден. И аналитичарите велат дека тоа го покажуваат за сега и анкетите. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Појдете на glaснамерика.com за повеќе информации. Следете не преку Facebook и Twitter. Пријатна вечер. Се гледам утре.